Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Предпоставувам дека повеќето од вас некогаш и во некаков контекст сте се запознале со идејата за граѓанска непослушност и денес тоа не е ништо ново. Всушност, граѓанска непослушност се практикува на ваков или онаков начин во разни форми. На повеќе места во светот дел од јавниот дискурс не би можел да кажам сега колку е тоа се практикува со успех или неуспех, меѓутоа оно што мене ми е интересно е дека всушност самата таа идеја не е нова и потекнува од 19-тиот век, всушност и од пишувањата на еден многу интересен мислител по име Хенри Дейвид Торо. Хенри Дейвид Торо е еден од најинтересните американски автори и писатели, пишувал и поезија, есеист пред се, мислител, па може да го наречеме и филозоф. Најпознат по делото Валден, кој што всушност не е роман, туку се една негова книга во која што тој ги запишува неговите впечатоци, импресии, размислувања, мисли за еден негов, ајде да го наречеме експеримент, со тоа што тој 2 години, нешто повеќе од 2 години живее во една мала колиба покрај едно мало езерце во Масачусетс и одлучувајќи да живее едноставно, не би рекол аскетски, меѓутоа прилично едноставно во контакт со природата, еден самотен живот, едноставно не бил целосно отсечен од цивилизација, меѓутоа сите тие негови доживувања тој ги запишува во таа книга Валден, која што е една од најклучните книги во американската историја и литература. Е многу интересно дело и оно што е интересно е апсолутно е Хенри Дейвид Торо релевантен и денес да го читаме, ќе видиме дека има поента за тоа како ние денес живееме. Меѓутоа, она што е во фокус во ова видео е неговиот есеј од 1849 година со наслов за граѓанската непослушност. И има неколку наслови, различни наслови за ова дело, меѓутоа едно да речам многу покусо дело, текст, есеј од, мислам, некои си 20 на страници, кој што има извршено големо влијание, меѓутоа интересен е контекстот, на што представува овој есеј на некој начин своевидна реакција. Тоа е, во 1845 година Америка добива еден нов председател по име Джеймс Кей Полк, еден силен карактер, агресивен човек, кој што води една експанзиционистичка политика, значи ширење, експанзија, освојување на нови територии, значи тој провоцира војна со Мексико, значи за борба за територии, зборуваме за Тексас, тука за делови од Калифорнија и така натаму. Влегува во конфликт со Велика Британија во однос на Орегон. Исто така бил поседувал робови и бил за робството, значи бил против аболиционистите и оние што биле против робството. Учествувал исто така во една контроверзна одлука за раселување на голем број домородно населени индијанци од една територија и носење во така наречената индијанска територија некаде во срцето на Америка. Значи сето ова е, сметајте, пред американската граѓанска војна, значи ова биле одлуки кои што многу луѓе кои што го изгласале, нели го сакале, бил популарен. Меѓутоа, меѓу многу луѓе, вклучувајќи ги Абрахам Линколн, кој што тогаш се уште не е далеко од тоа да биде председател, бил непопуларен и сметано дека ова се лоши мерки. И меѓу другите тука влегува и Хенри Дейвид Торо. И тој во овој негов есеј го поставува прашањето што да прави човекот кој што, да речеме во овој случај, не го изгласал тој човек и не ја поддржува неговата политика, меѓутоа длабоко има несогласување со особено проблем биле робството и така наречената американско-мексиканска војна. И сега она што Хенри Дейвид Торо го предлага е дека всушност секој треба да ја слуша својата совест и разумот кој што го слушаме длабоко во нас, значи без да ни каже, без да ни го наметне тоа догмата или црквата или државата или образованието, дека секој од нас всушност може во себе го има тој интуитивен глас на разумот кој што може да го слушне. Сега можам да претпоставам како некој веднаш, нели од денешна перспектива вели, чекај малку, како тоа секој може да го слушне гласот на разумот. Секој може се да слушне, така што она што јас можам да го слушнам и што за мене е гласот на разумот, можеби не е за тебе и така натаму, и веднаш е тоа нешто проблематично.
меѓутоа неговата идеја тука има поширок контекст. Тоа е оно што некаде меѓу 1830 и 1855-60 година, да речеме во тој период од 30 години, во Америка се случува нешто што многу подоцна е наречено американска ренесанса. Тука творат ни силни автори како Херман Мелвил и неговиот Моби Дик или Натаниел Хоторн со Скарлетното слово, тука влегува Фредерик Даглас, мислителот. Тука влегуваат поети како Волт Витман и Емили Дикинсон, Едгар Алан По, значи се тоа култни имиња во американската литература и има и други секако, меѓутоа тоа се смета за еден многу плоден американски период во кој што Америка бара интелектуална независност од Велика Британија, не само политичка независност која што веќе ја има. Сега како предвестник или пионер на целата таа сцена наоѓаме еден човек по име Ралф Валдо Емерсон, човек кој што е пред се познат како есеист, значи како мислител, патувачки говорник и така натаму, кој што бил пријател со Хенри Дејвид Торо, и Хенри Дејвид Торо е всушност длабоко инспириран од овој човек. И во рамките на романтизмот кој што доаѓа во Америка од Европа, Емерсон го развива тоа и развива еден на некој начин на негова мисла наречена трансцендентализам. И тоа е уникатно американско движење кој што не е сосема уникатно, ако го малце. Има источна мисла од таоизам до источните филозофии, религии, меѓутоа оно што е различно тука од романтистите, значи нема само воодушевување и наоѓање инспирација во природата, туку са една многу подлабока духовна врска. Значи духовна врска помеѓу самата природа, се оно што постои човекот, духовно единство, со тоа што веќе нема концепт за личностен теистички бог, туку самата природа го содржи бог или бог е природата и така натаму. И дека ако ние се поврзаме, ако ние ја слушаме природата, ако ние се поврзаме, а тука не се мисли само на ако отидеме во природа и не знам слушнеме како шумела лисијата и така ќе имаме некакво откровение. Меѓутоа, ако дојдеме во допир со сегашниот момент, со она што се што е околу нас, и ќе зборувам малку повеќе во друго видео за Емерсон и за неговиот есеј Природа, меѓутоа сваќаме дека еден од главните концепти на Емерсон е self-reliance. Не знам кој е најдобриот македонски збор за тоа, дали да речеме духовна независност, едно подпирање на себе си, а не на другите и така натаму. Тоа е интересен концепт и мислам дека и тука тој концепт е клучен кај Хенри Дејвид Торо, кој што е инспириран од Емерсон, дека ние може да се потпреме на гласот на интуицијата, гласот на разумот кој што е во нас, затоа што сме дел од таа природа, сме дел, и има и други концепти кои што може да ги отворим малку повеќе во друго видео, меѓутоа ова е важен контекст за тоа од каде доаѓа Хенри Дејвид Торо и неговата идеја дека дури кога сите може да се убедени во едно нешто, тоа не значи дека тоа е вистинското нешто. И неговиот начин да изреагира, да го покаже неговото несогласување во случајот на мексиканската војна било да одбие да плати данок. И со тоа што тоа е една позната приказ на неговиот живот, тој одбил да плати данок, сметајќи дека со тоа ја поддржува владата и политиката на владата да ја продолжи таа војна или да продолжи соробството, и тој ќе заврши сосема на кратко во затвор, некој ќе го плати данокот, мислам дека неговата тетка е, меѓутоа тоа иако тоа е символично заминување во затвор, сепак тој покажал еден мал начин за тоа како може да се даде отпор на мислења кои што сметаме дека се погрешни. Торо не бил, тоа е само еден од начините, значи Торо не пропагирал општо неплаќање на даноци. Тој вели на место ако јас треба да платам данок и тој данок оди за да се направат подобри патишта или не знам училишта или како и да е, тоа не е проблемот. Туку проблемот ако знам дека мојот данок во случајот се користи да се војува една војна која што е можеби неправедна или да се
да се продолжи институцијата на робството, кој што е сосема неправилна, нечовечка и така натаму. Она што е интересно, че тоа бил неговиот израз, на граѓанска непослушност. Многу интересно што многу други мислители после него, вклучувајќи ги Мартин Лутер Кинг и неговите пасивен отпор, ненасилен отпор, Махатма Ганди бил инспириран од Хенри Девид Торо, Лав Николаевич Толстој во неговите ненасилни анархистички мисли и така натаму и заклучоци, Мартин Бубер и многу други луѓе всушност биле инспирирани од овие мисли на Хенри Девид Торо. Може би од денешен аспект тоа не изгледа наивно, може да кажеме, па всушност денес државите и тоа е една комбинација од моќ, од медиуми, од пари и така натаму, и не постои веќе место за граѓанска непослушност и тоа е нешто надминато. Се поставува тука прашањето дали треба да ја слушаме нашата сопствена совест и нашиот внатрешен глас и нашите убедувања, или да го следиме она што е популарно мислење, или мислењето кое што има моќта зад себе, или гласот на народот и мнозинството и така натаму. Интересно прашање на кое што нема да дадам заклучок, затоа што сепак мислам дека идејата за овие видеа ми е да потекнеме размислување и да секој од нас си донесе свој заклучок, ако има простор за заклучок. Така што толку беше за ова видео за Хенри Девид Торо и идејата за граѓанска непослушност. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!